Панда има само неколку месеци, а од неодамна живее во дворот на Сдруженијето Анима Мунди, додека чека да биде посвоена. Ја спасив во стационарот Вардариште, велат од Сдруженијето и објаснуваат дека условите за престој на животните таму се страшни. Бројката на еутанизирани кучиња е огромна, а пристапот во Вардариште на членовите од Сдруженијето строго забранет со години. Проектот залови стерилизира и врати на улица. Изгледаше одлично на хартија, но не и во пракса, велат од Анима Мунди. Во Скопје имаме една слика на чистење на уличните кучиња по пат на еутаназија и така во континуитет 5 години. Ние постојано апелираме дека таквиот ефект е само привиден, бидејќи вие со елиминирањето физичко од кучињата на улиците ќе ги испразните денеска улиците, меѓутоа утре доаѓаат нови кучиња на улиците и вие само се вртите во еден магевсен круг каде што се трошат многу пари, а при тоа реални ефекти нема. Стационарот работи и ги почитува сите пропишани светски стандарди. Децидни се од комунална хигиена кои стопанисуваат со објектот на Вардариште. Од тоа објаснуваат дека по проблемите кои ги имале во почетокот, нештата се смениле, а односот со граѓанските здруженија значително се подобрил. Тоа беше во минатото, сега мислам дека не сме толку намида, бидејќи и самите представници од тие асоциации, здруженија, значи може има шанса да студират и самите дека се навистина многу подобрени за овие 3-4 години како е новото раководство во предпријатието, навистина се подобрени условите. Ние се потрудивме да дадовме максимум од себе, значи оној персонал кој што вработен таму помина обуки од страна на странски експерти за третман на животните, за ловување, значи на лице место, значи се трудиме животните што помалку да се на некој начин травматизирани, да не бидат повредени во никој случај. Сега, кој животно ќе биде еутаназирано, тоа сепак ветеринарот го одлучува. Не е тоа работа која што ќе одлучи персоналот на предпријатието. Според јавно достапните податоци, стапката на еутанизирани кучиња во 2008 и 2009 година стигнува до 60%. Последните години опаѓа, но и покрај тоа, во просек по најмалку 2 кучиња секој работен ден се убиваат во стационарот. Од 2441 куче, колку што лани биле донесени во стационарот, еутаназирани се 615, вдомени 250. Од Анима Мунди се сомневаат и дека бројката на убиени животни е многу поголема. Во стационарот нема комплетен регистар за посвоените кучиња, а ним не им е дозволено како здруженија да направат увид во книгите за еутанизирани животни. Од друга страна, пак објаснуваат тие, побројните представки до институциите, стационарот веќе заработи пријава од Агенцијата за храна и ветеринарство, кои потврдија имало нехумано убивање на бездомните кучиња во стационарот. Дека имаме било каква соработка, немаме, тоа не е вистина. Ние упорно бараме и последнава година најмалку уште 10 пати имаме упатено барање да влеземе како волонтери во Вардариште. Тоа е првата и основна работа ако сакате да изградите доверба, односно ако сакате да имаме некаква соработка со Вардариште, односно да има институциите да имаат соработка со здруженијата, е оној основен услов кој го баравме, да влеземе како волонтери. Од тоа нема ништо. Стационарот и понатаму е затворен за јавноста, работи од 10 до 1 од вторник до сабота. Меѓутоа, вие кога ќе отидете во Вардариште, можете и 40 минути и сат време никого да не најдете, можете да стоите пред врата бидејќи нема звонче да задзвоните, а надвор нема персонал кој ќе ве услужи. За време на нашата посета на Вардариште имаше 30 на кучиња, најголем дел стари само по неколку месеци. Сликањето и снимањето е забрането, освен со посебна најава. На вратата има чувар кој одлучува кој смее, а кој не смее да влезе во објектот. За членовите на Анима Мунди пристапот е забранет, објаснуваат од здруженијето, и додаваат дека не бараат ништо повеќе, освен како волонтери да им се дозволи да им помогнат и на кучињата и на вработените во стационарот.